Компактниот ID3 GTX е поделен во две изданија. Разликата е во моќноста. Основниот модел го задвижува електромотор од 282 коњски сили и 545 Нм, ја лови стотка за 6 секунди и достигнува максимални 180 км на час. Кај изведбата ID3 GTX Performance, моторот со ист вртежен момент развива 322 коњи, спринтот го совладува за 5,6 секунди и достигнува максимални 200 км на час, перформанси подобри од реперот во класата, Tesla Model 3. Двата модели работат со еднобрзински менувачи и ја добиваат истата батерија од 79 кWh, за која се тврди дека нуди 600 км автономија и може да се полни со 175 кW. Секоја верзија добива ревизии на суспензијата за да одговара на дополнителните карактеристики и нивните жешки перформанси. Volkswagen покажа повеќе труд во интериерот. Рака на срце нема тапацир со карирана ткаенина, но вклучени се црвени шевови и хромирани GTX букви на спортскиот волан и опција за надградба на Ergo-Active седишта со интегрирани потпирачи за глава и електрично прилагодување. Вклучен е 12,9 инчен екран на допир со редизајниран систем на мени со гласовниот асистент на ChatGPT, кој во Volkswagen се шири низ неговите модели. Само во рок од еден месец, Volkswagen го лансира караванот ID7, а сега и неговата GTX верзија. Клучната разлика помеѓу новиот GTX и стандардниот ID7 Tourer е во предниот дел на погонската група. Поддршката на моделот е литиум-ионска батерија со капацитет од 86 кWh, која овозможува брзини на полнење до 200 kW, што овозможува да се надополни од 10 до 80% за помалку од 30 минути. Оваа батерија обезбедува струја за два електрични мотори кои го прават најмоќниот електричен автомобил на Volkswagen досега. Предните и задните мотори се комбинираат за да произведат 335 коњски сили, 54 коњи повеќе во однос на ID7 Tourer Pro со погон на задните тркала. Очекувано е што се направени мноштво визуелни измени да го разликуваат ID7 GTX Tourer од обичниот модел. Тие вклучуваат нова саќа решетка, црни акценти со висок сјај и нови тркала од 20 инчи како стандард. Промените продолжуваат во задниот дел со ревидиран дифузор, нови букви GTX и приспособливи 3D LED светлосни групи за задните светла кои вклучуваат осветлена значка на Volkswagen. Во кабината се наоѓаат ергономски обликувани седишта обложени во комбинација од каенина и велур. Други важни карактеристики вклучуваат head-up дисплеј со проширена реалност, новата гласовна помош IDA на Volkswagen со интеграција на ChatGPT. Вклучува и опционален систем Park Assist Plus, што овозможува автоматско паркирање и поврзана помош за патување, што вклучува одржување на лентата на движење, адаптибилна контрола на крстарењето, автономно итно сопирање и динамичен дисплеј за патни знаци, кои се дел од опциите. Volkswagen се уште не објави цената за ID7 GTX Tourer, но наведува дека европската предпродажба ќе започне напролет.